Со оглед актуелноста на проблемот со смртност на новороденчињата и првото место кое го зазема Македонија во Европа на ранг листата, тоа е сосема доволен и алармантен повод да разговараме со доктор Адила Стефанија, гинеколог од клиниката за гинекологија и акушерство, на тема кои се најчестите причини за смртност на новороденчињата. Најнапред, добре дојдовте во вестите на телевизија Нова. Благодарам за поканата и мислам дека ќе опфатиме темата и на слушателите ќе може да им се објасни што значи и зошто се дигна толку голема прашина последно време околу бројот на починатите новороденчиња на клиниката за гинекологија и акушерство. Мене ми е навистина жал што во 21 век треба да зборуваме на тема смртност на новороденчиња, но во секој случај е подобро кога ќе се разговара јавно за проблемот отколку да се става под тепих, нели? Колку новороденчиња од самиот почеток на годинава па до денес починале? Начелно можам да кажам дека некаде околу 120 новороденчиња се починати, но тука веќе не би кажале конкретно како новороденчиња. Сепак се работи за предвремено родени деца, кои што ако почнеме ги кажуваме причините за истите се многу бројни. Прво почнуваме дека сите тие деца, најчесто зборуваме че новороденчиња, се работи за незрелост на самата плуќа на истите тие, каде што веќе ни самите апарати не може да дадат соодветен одговор. Второ е тоа што имаме вродени инфекции од страна на мајката кои што понатака се пренесуваат на самиот плод, а истовремено многу пати завршуваат како вродена, значи почнуваат со вродена бронхопневмонија која што може да премине после тоа и во сепса и веќе тука се знае дека самиот инфект доведува до крајот до смртен исход на самото новороденче. Трето би ги кажали вродените аномалии кои што многу пати се животозагрозувачки и не може ништо да се направи. Но дека пред да почнеме да зборуваме би сакала да го кажам следното, дека сепак ние сме терцијерна здравствена установа со транспорт in utero кој што е врзан со цела Македонија. Значи кај нас во суштина доаѓаат сите ризични случаи за предвремено породување во конкретниот случај, но истовремено многу пати тоа се случува многу касно. Тоа се најчистите причини за смртност на новороденчињето, токму она што го споминавте? Да. Колку како ризик фактор може да се наведе возраста на мајката, со оглед на тоа што мајките сега или жените би рекла, па и партнерите воопшто многу подоцна се одлучуваат за деца отколку порано? Пред се на брак, па и деца. Колку влие возраста на жените? Апсолутно, возраста влијае на моменталната ситуација или на моменталната новонастаната ситуација, врзана да кажеме со конкретниот моментален проблем што е, со тоа што денеска се по возраст не стапуваат во брак, се по возраста игра една од основните причини околу, да кажеме, инвитро оплодувањето, заради што знаеме дека биолошкиот часовник е часовник кој што не може да чека. Да, апсолутно. Значи веќе секоја бременост над 35 години, значи секоја пациентка над 35 години спаѓа во ризична бременост, веќе над 40 апсолутно ризикот е уште поголем. Истовремено тука би кажала дека не само толку возрастните, тука спаѓаат и многу младите. Значи секоја бременост до 17 години, исто така, значи од 17 години 15, 14 како и тоа што го имаме, се разбира во нашата земја, дека и тоа е високоризична бременост. Дека сепак е возраст е еден од факторите кој што понатака истовремено бара и подруг третман, истовремено со самата возраст можам да кажам дека се зголемува и ризикот од кардиоваскуларни болести, значи зголемен притисок, диабет и сите други што се проблеми врзани со една високоризична бременост, како возраст зборуваме. Во оној неформален разговор ми споминавте еден податок кој искрено ме изненади, дека сте имале родилка на 54 годишна возраст. Да. Чести се таквите во подоцнежни години што се одлучуваат? Во моментов сме имале, значи, баш последнава година 54 годишна родилка, која што се разбира дека е оплодена инвитро со донор. И претходно би ја кажале така како една од најстарите родилки што би била, но сепак ризикот кој што го носи таа бременост и бременост која што е во нормални години сепак е огромен. Да не зборуваме за родилки кои што се 45, 46, 48 години, значи имаме и такви, но сепак еве најстарата родилка сепак не била 54 години, до сега сме имале, откако јас работам, можам да кажам, 3 такви пациентки.
Колку постои дисциплина кај жените во Македонија и прецелна позитивна навика за редовни гинеколошки прегледи, не само во текот на бременоста, туку и претходно. И колку од тоа зависи понатаму како ќе се одвива целата ситуација, па дури и чинот на породување. Значи, ова е сепак во секој случај нашата многу болна тема во Македонија и е врзана од почетокот со тоа што, ако кажеме дека секоја пациентка, ако оди, секоја жена, уствари, која што се наоѓа во репродуктивна фаза, ако би одела на почести контроли, би ги избегнале под прво проблемите што се врзани, еве да кажеме, нели со актуелната горлива тема карциномите, а истовремено и со ризичните бременности. Во поглед на тоа, морам да нагласам дека 10% од целата македонска популација доаѓа само за породување, односно во актуелниот чин на породување, со ниедна претходна контрола. Заради, ако би имале ние така викана култура, здравствена култура, зборуваме за жените, дека би се намалиле бројот на инфекции, бројот истовремено и на предвремено родени деца, истовремено карциноми, значи во зависност од возраста. Дека сепак стресот, начинот на живот, истовремено исхраната, нефизичката активност, значи сакањето да се направи нешто повеќе во поглед, зборуваме или на кариера, или на недоволна информираност на самите жени, иако интернетот ни е сепак најдостапен на сите во моментов и сите можеме се информираме, сепак имаме ние една група на жени кои што воопшто во животот не посетиле гинеколог, освен кога ќе се појави актуелен проблем или породување. Има ли доволно кадар, доктор Адела? Вака, ако зборуваме конкретно за нашата клиника во моментот, значи за интензивното оделение во моментов, фали кадар, зборуваме во поглед на средномедицински и во поглед на специјалисти, неонатолози, односно педиатри. Бидејќи последните 10 години апсолутно тоа оделение не е обновено со ниеден лекар, зборуваме специјалист, неонатолог кој што треба сепак да е специјализиран во таа област и истовремено тука би нагласила и во поглед на апаратурата која што се користи, што сите знаеме, дека независно колку таа апаратура во моментов е софистицирана, дека е сепак тука имаме високи модалитети на истата, што може да одговори, но сепак тоа е трошлива роба. Техниката оди многу напред и во моментов заради тоа треба навремено обновување на апаратурата и во исто време, значи да имаме повеќе инкубатори, повеќе простор, повеќе кадар, зборуваме за кадар како сестри, така и лекари. Еве сега имавме најава дека ќе добиеме 20 инкубатори, односно 15, кои што би биле за нас и благодариме дека сепак би решиле дел од проблемите кои што во моментов постојат, заради што знаете и самите дека кај нас имаме 22 инкубатори, а имаме 50 деца, значи 50 предвремено родени деца. Тоа е еден од начините да се надмине проблемот со смртност кај новороденчињата, кои се останатите, прашање кое се наметнува како за крај на овој разговор. Останатото што би требало да се направи, би требало стратегијата која што моментално постои, како за безбедно мајчинство, така и за предвремено породување останатите, на време да се ажурира и да се внесат сите новини во истата. Прво тука би почнале од редовната посета на гинеколог, понатака превенцијата, односно би била едно од најбитните фактори пред да биде предоцна. Кај сите што се високоризични пациенти или кои што имале предвремено родено дете, кои што имале спонтан абортус, треба да се спроведе предконцепцијска, значи пред забременување одредена терапија, да се исклучат сите лоши навики, почнувајќи во поглед на цигари, алкохол, дрога и да може на време од останатите градови, кои што се од внатрешноста на Македонија, да се пратат пациентите, за да може високоризичните пациенти, зборуваме ли пред време, кои ако се ради со предвремено породување, да се пратат на време кај нас, за да може да имаат соодветен третман, а ако може и воопшто да не дојде до такво предвремено породување. Да се создадат услови на локално ниво. Точно, бидејќи ова е во суштина национално, зборуваме ние стратегија на национално ниво, односно на ниво на Република Македонија. Бидејќи знаете, кога ќе земете бројката 120 делува фрапантно, но сепак кај нас стигнуваат сите тие кои што би требало да се поредат претходно во внатрешноста, бидејќи само ние го имаме тој транспорт инутеро, имаме соодветен
соодветна можност да им го пружиме. Но заради што ние што сме пренатрпани со пациентки кои што би можеле да се породат во внатрешност, да не се праќаат воопшто кај нас, значи како што бидејќи не се тие ризични пациенти, ние многу пати не можеме соодветно да се одговори на тие што стварно го бараат третманот како терциерна здравствена установа. Ви благодарам за одвоеното време и покрај бројните обврски, за тоа што бевте дел од вестите на телевизија Нова, а јас се надевам дека ова и како апел ќе стигне од каде што треба и дека надлежните ќе имаат слух во иднина да не се повторува проблемов. Ви благодарам и јас вас за поканата што имам. Се надевам дека ќе ги решиме благодарение во моментов на тоа што се превземаат сите можни мерки, бидејќи сите знаеме дека децата се богатството на нашата земја. Ви благодарам уште